Еј, зашо не ме зема и мене? После ќе возиме, чекай малку. Да, ајде, седни. На ти едно водиче. Пошта. Муа! Ау, си изморив. Леле ми После падна. 31 е тешко. Па дури и точак. Тешко е. Сега требаше да бидеме на тренинг. Леле, требаше да бидеме сега на тренинг. Многу тешко ни тоа падна меѓутоа. Слушай, ама може да отидеме утре? А? Од колку Скроз. беше? Од 5 од 6? Од 5. Кај Лиде. Кај Лиде, мора да ја поздравиме Лиде. Мора да ја човече. поздравиме Да, Лиде. да. Од Кои се паметно твоите баш. омилени активности? Знаеш дека возам точак, 5 години веќе, може да и повеќе. Мислам, тоа е нешто што ме... Не ми е као некоја активност дека сега јас возам точак затоа што сакам да вежбам дента, него ми е дел од секојдневија и морам да ти признам дека ја до Тинексот е на 100 метри од каде што живеам, јас не можам да идам пешки. Ама нема... Не, добро поред, јас само си Не направив можам. слика како тоа изгледа. Не можам да идам пешки. Знаеш дека идеме заедно на вежбање, а кога и да дојдам, јас сум со точак. Што е прекола. Да, али сум на 5 минути од местото каде што вежбам. Не кажуваме како јас доаѓам на точак. На вежбање. Како доаѓаш на вежбање? Тоа мислам дека рековме ќе го прескокнеме. Али Ама се возам со точак, со тебе. да, затоа што обично кога идеме после тоа ќе тебе дома, после вежбање, Возам јас. Ти ме возиш на точак. И тоа не е ни малку лесно. Да, али сакам да кажам дека ми е реално делот од секојдневието и многу ме опушта. И знам од време на време да се качам на водно. Одамна го немам направено. Тоа ќе те прашав. Зашо не одиме на водно? Уф. Пошто знам неколку пати ми рековме сериозни да бидеме, нема толку тешки прашања. Не е тешко прашање, затоа што си ми праќала слики од водно. Да. И јас сум ти праќала и никош не сме се искомбинирале да одиме на водно заедно. Тоа го бориме сега да идеме на водно. Мислам, не моментов, него као викендов. Знаеш дека нема денеска да отидеме на водно. Меѓутоа, следот периоди каде што мислам дека ќе се погодиме и дека ќе можеме да си го складиме и слободното време, и моето и твоето. До средно? Тамара, чекај бе малце. Ја и ти заедно вежбаме, па ти дали знаеш кое е достигнувањето? Да, се согласувам. Посебно кога ќе споиме 3 тренинга во неделата. Тоа 3 дена. Тоа ретко се 3 случува. термини. Тоа ретко се случува, ама знаеме да споиме 3 дена. Кога почнавме, сега кога сме ке сериозните теми? Ке сериозните теми или треба да прочитам? Кога почнавме активно да вежбаме? Јас можам за себе да кажам последниве 2 години дека сите мои одговори ќе бидат врз база на моите последни 2 години поубав живот и активен живот. А ти правеше некои паузи, сега ќе кажеш сама, па ми се приклучи последната година. Да, ама јас искрено немаше да дојдам во Kinetics ако не беше ти таму. Многу е убаво, ама стварно е така, мислам бидејќи Зашто се најдобрите другарки? па за сите останати работи и за ова. Али да, претходно се одев на шипка на пол фитнес. Да, што е прекуло исто така и затоа си преспремна кога и да дојдеш на часови. И кога отворам вода, морам да кажам дека Тамара е таа што секогаш купува вода на час. Да, фала ти. Да, јас сум Океј. така што купува вода и Ја секој ти пат знам. кога идеме на вежбање ме нервира затоа што не и текнува да купи вода и последниот месец дена купувам големи води. Јас бев 10 дена на одмор, знаеш? Добро. Како се мотивираше да идеш на вежбање претходнава недела? Добро прашање. Добро прашање за да стигнеме после до тоа како заедно се мотивираме, а тоа е на чат и тоа ќе остане на чат. И тоа нема да биде кажано пред камера никако. А како сама се мотивирав? Па Тамара, имам едно гласче внатре кое што си го слушам во последно време. Добро, што ти вика тоа Ангелчето. Како лажеш дека не можеш да отидеш, како зошто да не можеш да отидеш. Да, тие се. И знаеш дека ако отидеш ќе ти биде многу боле и сега што е проблемот да не отидеш? Така си збориме едно време заедно. Знаеш што се нервирам кај сама себе што ја константно ја имам таа битка. Си наоѓам изговори кои што реално не се тоа легитимни изговори. Апсолутно И секој пат ќе се натерам, ќе отидам, се враќам и си викам леле зашто воопшто помисли дека не треба да идеш денеска на вежбање? Буквално истото. Мене ми се свига дека ми дава дисциплина. Мене ми се случи тоа во петокот. Што се случи? Кога ти кажав дека не ми е добро, не се осеќам најдобро дека нема да дојдам. Добро. Само го прележав денот
И не додов и на крајот од беше денот си реков и ќе дојдев на тренинг и можеби ќе ми беше многу подобро. И може Сигурно. многу ќе се рестартирав на некој начин. Сигурно ќе И сме Некој супер да ми во последно кажуваше време. дека јас и ти обостранно ќе се мотивираме за вежбање. Некој да ми кажуваше дека ќе седеме на клупава и дека ќе збориме за здрави навики. Исто така немаше да му верувам. Океј, идеме на вежбање заедно. А како, дали имаш нешто друго со кое што се релаксираш? Освен што знам дека многу си го почитуваш времето во веце, кога се Леле. бањаш и се не треба ја на тебе да Имаше да ми текне, а тоа е главното. Тоа е главното, Затоа да. постоја другарките. Да, фала ти што ти го одговори. Како е Поставив можно и секогаш да ме одговор. знаете? Како може другарките да ме знаат подобро од мене? Океј. Не, стварно, како се релаксираш на друг начин? Точен одговор. Бањање, када и моето време поминато во копатело. И многу време поминувам таму. А нешто што е друго, па може би тебе ќе ти го поставам тоа прашање, може имаш многу поише што да збориш Ајде. на таа тема, а мене ми е плюс поминато време со најблиски. Не знам. Јас да Одлично. поминам време со тебе, ми е Одлично. доволно да се релаксирам и да си го пуштам мозокот да ми малку. Да, ама пошто размислав на темата во однос на сега како што е темата фитнес и се останато, пробував да најдам некоја, дали имам некоја друга активност, али немам. И ова е супер, затоа што стварно времето поминато со најблиските е на некој начин терапија. Фала ти, значи, па Ова е затоа сме прекрасен другарки одговор, мајче. 15 години. Да, ова е прекрасен одговор, морам да признам. Ќе се расплачат луѓето кои што ќе го гледаат. Али дефинитивно точекот го извојувам како едно од главните навики кои што си ги имам за релаксирање. Особено ако имам, и ова ми се дешава, не знам дали ти го имам кажано, ако имам тешка проба или некаков снимачки ден, знам да извозам. И тоа не дека се идам да извозам, да се облечам во хеланки, идам на кеј да возам, не такво да потрошам идам да извозам, убаво си го некоја кажа. калорија, него идам да се буквално Извозам. ментално да се изрелаксирам на тој начин. Дали имаш некаква фитнес цел и дали се стремиш кон нешто? Кон некаква форма или некакво достигнување во фитнесот? Види, искрено морам да признам дека поголемиот дел од причините зошто идам на вежбање е најмногу заради тоа дека ме опушта и дека ми влијае на допамин и дека ми влијае на либидо и дека ми влијае на многу останати работи на кои што мислам не идам со цел за да сега јас добро изгледам. Не идам со цел за да направам мускули, него идам со цел затоа што знам дека во однос од психички аспект мене лично многу ми помага и за анксиозност и за некои како се вика не панични напади, ама некој вид на ако денот ти е да речеме сега сите различни имаме различни секојдневија и се останато, ама кога знам да имам лош ден или премногу интензивен, одам на вежбање, вадам се од себе и после тоа сум како бебе. Одговор за двете. Добро, дали сакаш да пиеме кафе да те повозам малце? Или ти мене ќе ме возиш? Лелето. Јас тебе. Секогаш јас тебе. Леле, увек ме возиш ти. Идеме, а? Дај ми ги водите, јас ќе ги носам. Имаш каде да ставиш? Да. Ајде. Уф, ајде.